Часот и 10 минути и се враќаме повторно во студиото на Алфа телевизија. Ова утро сме креативни, а како и не би биле, бидејќи сум јас во прекрасно друштво на две дами. Веднаш до мене е Мила Дамјановска и веднаш до Мила е Јулија Калишевска, собственик и тренер на подфраншиза од Општина Центар, од школа за брзо читање и мудро учење. Јулија и Мила, добро ви утро. И добро ви дојдовте во утринската програма. Ви благодарам што ја прифативте нашата покана. Мислам дека ова е разговор баш на место, бидејќи веќе сме на некои 2 недели пред почетокот на учебната година, а и сите дејчиња кои што се во претшколска возраст, во школска возраст и средношколци, па и родители, и баби, и дедовци, сите ние сакаме децата да ни учат помудро, нели, да имаат некои техники совладано во врска со учењето и секако да бидат добро подковани, односно да читаат одлично. За таа цел ќе зборуваме за вашето училиште, за брзо учење и мудро брзо читање и мудро учење. За почеток, Јулија, со вас разговорот. Постоите веќе 4 години. Со која цел? Тукму така, значи школата постои веќе 4 години, активно работиме. Она што честопати возрастните знаат да им го кажат на децата: седни, загри го столчето, седни, научи, прочитај, нели? Меѓутоа често пати се случува децата да не го разбираат тој концепт, значи на учење, како изгледа сега тоа столче да се загрее, нели? Што точно сакаат родителите да кажат со тоа? Токму затоа ние често пати знаеме во нашата школа да кажеме мудро учење не подразбира потрошени сати, денови, недели на некаков тест или спремање за испит или не знам, читање и така натаму, и на крајот исходот да биде позитивен или сме добиле петка. Мудро учење подразбира, значи, пократко потрошено време, а isprocesirana поголема количина на податоци. Значи квалитетно. Така, квалитетно потрошено време и секако сакаме тоа да остане долготрено во нашата меморија. Токму затоа, значи, нашата школа нуди програми кои што се наменети за дечиња на, ајде да речем, на 21-виот век, кои што се обкружени со разноразни дразби, стимулации во текот на денот, нели, има обколени се со интернет, TikTok, Instagram и така натаму, и сакаат за побрзо време да isprocesираат, да ги пронедат брзо битните информации во своите лекции и при тоа да можат соодветно да се ги раскажат, презентираат, нели, на некој свој начин. Како изгледа еден ваш час? Значи, кои се техники може децата да ги совладаат на еден ваш час, а истото ќе ми се надоврзе и Мила, ќе каже како изгледа еден час во ова школа за брзо читање и мудро учење. Ајде прво тренерот. Јулија. Така. Значи, јас само додека оди разговорот, би ја замолила режијата, не имаме подготвено и фотографии. Додека си разговараме, може да одат и фотографиите да видат сепак нашите гледачи зашто станува збор. Значи, кога сме кај часовите, за помалите се многу динамични, многу се игриви и обожаваат да доаѓаат на нашите часови и практично не чувствуваат дека работат школски содржини, што е одлично. Така што кај нив е многу игриво. Во однос на поголемите, значи нивниот курс е или малку подинамичен, подолго траат часовите, тука веќе имаме една база во однос на читањето. Па така сега работиме 5 различни техники за брзо читање, одредуваат сами, нели, која техника ќе си ја користат, имаме техника за скенирање на текст, имаме техника за прелиминарно читање, за детално читање, значи сами определуваат што е она што во моментот им треба. Убавината на нивните техники е што се носат училишни лекции. Значи си ги носат школските учебници, ги обработуваат. И си учат, така, ги учат лекциите за училиште. Така, значи лекции училишни се собрало во текот на неделата, географија, историја, не знам, хемија, си ги носат лекциите, ги обработуваат со помош на асоцијативни мапи. Тоа значи дека фокусот ни е на тоа функционално учење и размислување, односно како да помниме информации со помош на двете мозочни хемисфери, затоа што нешто ќе се запамти со помош на левата и десната не се заборава, особено ако се памтат, односно ако се почитуваат нашите мемориски циклуси кои што ги имаме. И сега дополнително кога во својата лекција имаат некаква дефиниција, нешто што треба буквално или дословно да се научи, некакво набројување, историски години, податоци, списоци, не знам. Во тој случај користат мнемотехники, односно мемориски техники, кои што исто така користат за активирање на двете мозочни хемисфери. Имаме многу визуализација, многу слики, многу креативна страна на децата. И убавината е што буквално за една иста дефиниција сите имаат различно гледиште и сите имаат свои различни идеи и асоцијации.
Така што оној што секој си учи за себе, со свое темпо, на свој начин и си памти, односно си ги представува работите како што најблиско е за него да си ги запомни на некој начин. И секако нешто на што сме посебно горди се презентацијски вештини. Нели, се очекува од децата секогаш да знаат соодветно нешто да раскажат, да презентираат, меѓутоа никој никогаш буквално не им покажал еве ова сега вака изгледа. Па токму затоа, значи, првично се бавиме со она како да си ја презентираат својата лекција, значи да знаат да изложат нешто пред публика, пред своите, не знам, врсници, да, пред наставничките, професорите и така натаму, и независно дали ќе се изразиме писмено или усмено, значи користиме презентацијски вештини. Па така тие презентацијски вештини ни користат и кога треба да напишеме некаков состав, некаква писмена, дури книга од 300 страни може да се измапира, лектири, нивни слободни теми и така натаму, така што тоа е една исто така корисна техника која што доста им служи. Значи не се учи на памет, не баш напротив, туку се учи за да се научи тоа и наученото да може да се применува за цел живот. Рековте мапи. Така, ова овдека што е пред Мила, ова што е мапа? Да, мапа за туризмот во Република Македонија. Ти сега ќе бидеш за 6-то оделение, така? За 7-мо. Значи ова е лекција, да кажеме, од минатата година за 6-то оделение, која Мила си ја има како прво си ја црташ, како изгледа тоа? Ајде да им објасниме на другарчињата. Па насловот секогаш треба да биде што по шарен за да го запамтиме, да не биде со букви, да не биде многу обичен. Потоа главниот наслов на гранките се става и тие се разгрануваат и може да го покажеме вака и према камерата, вака сврти. Ете така. И поопширно објаснуваат насловите на секоја гранка. Овдека тука сврти го како што си беше претходно, ете така. Е за Охрид и Охрид е балкански бисер и е заштитен од ЮНЕСКО. Има културно и историско наследство, па има своја гранка. Потоа има Мавровско езеро, кое што е вештачко и можностите во Маврово се кампување, може пешачење, може исто рибарење. Па потоа на Матка има клисури, има ендемични видови на флора и фауна. Туризамот има секакви видови на туризам, но во Македонија најмногу има селски туризам, покрај езерата туризам и планински туризам. Значи да објасниме за гледачите. Ова е сега лекција, така? Да. Која што ја имаш учено по кој предмет? По општество ете така, од 5-то оделение и ти буквално ја имаш нацртано лекцијата на овој лист хартија и така си ја визуализираш, нели? И потоа ја презентираш пред наставничката. Значи тоа е еден тип на техника на мудро учење, така? Дали сум во право? Така, во право сте, да. Значи убаво би било да имаме што повеќе бои на мапата, затоа што на тој начин или ќе активираме својата десна хемисфера. Првично сите информации што се читаат во лекцијата, сите букви, бројки, граматички или категории кои што ги имаме, сето тоа е во доменот на нашата лева хемисфера и таа одлично си ја работи својата работа. Исто така читањето е во доменот на левата хемисфера. Проблемот е што работи десната додека ние читаме, учиме. Таа го бојкотира процесот на учење и читање. Од тука се јавува голема деконцентрација кај децата. Треба да се навратат на нас, да ги припрочитаат работите, не се сигурни, ајде да се уверам дека вистински сум разбрал. Така се губи време, се деконцентрираме, се дефокусираме, па почнуваме да видиме леле колку е тешко, па досадно е, нели? Во суштина се она што ни оди малку потешко за нас, односно, нели, во суштина секој човечко битие така функционира, велиме дека ни е многу тешко, дека ни е напорно и одбиваме да го работиме. Меѓутоа, кога имаме асоцијативни мапи, додека ја читаме лекцијата, ние се бавиме со клучните елементи во самата лекција. Тоа значи дека децата брзо стекнуваат способност да определат што е она што има клучно во лекцијата. Се бавиме единствено со важните елементи. Не се што е напишано во лекцијата е важно за нас. Така што тие клучни зборови визуелно ги распределуваат на своите гранки, на своите асоцијативни мапи. Би било добро, односно препорачливо да имаме многу слики повторно ради активација на десната хемисфера и буквално еве вака на еден лист, да биде забавно, за да биде, нели, десната е нашата креативна
креативна страна, нашата креативна хемисфера од мозокот, така што таа сака слики, сака ритам, сака музика, значи сака бои и ние тоа и го даваме, нели? И буквално еве вака како што кажа Мила, значи памти лекција од пред не знам една година. Ова беше од пето, а бидејќи е сега за седмо, значи лекцијата има запамтено од пред 2 години. Буквално си ја става пред себе лекцијата и сега и да го тргнеме листот, значи таа точно знае колку гранки има на својата мапа, каква боја биле гранките, што сочинувала првата гранка, на што конкретно се однесувала, какви символи ставила и што за незе представуваат тие символи. Доколку некој друг има иста ваква лекција и сака да учи од на Мила мапата, не би можел да го направи тоа така. Затоа што тој има друга перцепција, така е на она што ќе го прочитаме. Така што убавината на техниките е што секој си работи за себе и секој на свој начин си ги представува своите гледишта кон она што го чита, кон она што го разбира и начинот на кој што го разбира си го представува, нели, на ние имаме Јулија подготвено и 2 куси видеа. Јас ќе ја замолам повторно режијата да го погледнеме прво едното видео, потоа малку ќе го искоментираме. И додека еве го видеото. Се не можам да... Храната преку коренот, ја впиваат водата од почвата и потоа ја носат низ стеблото до лисјата, каде што минералите од водата и со помош на сончевата светлина зелениот пигмент се претвараат во хранливи материи. Ете така, тоа беше, да кажеме сега, едно прашање ми се наметнува, за која возраст е наменета ова школа за брзо читање и мудро учење? Ова беше предшколска или школска возраст? Школска. 7,5 години има Ангела. Значи второ оделение, отприлика така. Да. Значи имаме различни програми според возраст. Започнуваме од 5,5 години, тоа се предшколци кои што имаат одредени афинитети кон совладување на дадени предвештини школски. Работиме со правачиња, тоа се посебни групи, нивните часови траат од прилика 60 на минути. Потоа имаме дечиња второ, трето, четврто оделение. Морам да напоменам дека не туку стриктно се држиме нели за возраста на детето, колку што ни е битна моменталната зрелост и неговата, како да речам, неговиот предизвик со кој што моментално се соочува. Тоа е начин на кој што определуваме која група е најсоодветна нели за секое дете индивидуално. Со тоа што еве конкретно групава на Ангела, значи тоа се дечиња второ, трето оделение, нивниот курс трае 8 месеци, се посетува еднаш во колку дечиња се во група? Малини се групите, со оглед на тоа што работиме специфични техники, речи си индивидуално се работи. Имаме 6, 7, 8, 9, значи зависи, имаме 2 големи училни, значи како се... Значи предшколска, школска и средношколци. И средношколци, да. Со тоа што за средношколците курсот трае 6 месеци, меѓутоа 2,5 сати. И сега вака колку и да звучи тоа страшно 2,5 сати, воопшто не е така. Значи имаме точно определени паузи кои што треба да се пазат во моменти кога нас ни е потребна ни е пауза. Така што 2,5 часа и колку пати неделно се тие еднаш во неделата. Да, имаме малку подолги термини, затоа што работиме техники кои што нели утре треба да станат вештини, односно алатки за користење. И затоа ни треба подолг малце временски период сето тоа да се извежба. Меѓутоа од друга страна се еднаш во неделата. Токму затоа значи не е никаков проблем да се посетуваат. Зборуваме за средношколците, така? Да, за средношколците. Во главно сите наши програми се еднаш во неделата. Во неделата. Да, со различно време траење. Така. Сега кога ги споменавме средношколците, ние имаме уште едно кусо видео подготвено да видиме како изгледа тоа кога средношколец учи мудро. Ајде. Родопсин представува фотосензибилен пигмент која ја прима енергијата во стилото за вид. Добро. Чекај ово. Нервен центар представува збир на повеќе неврони кои учествуваат во стварување на определена активност. Добро. Рецепторите представуваат приемници на дразби која имаат промена во внатрешна и надворешна средина. Браво.
Ете, така изгледа хемија како се учи со мапи, ги рековме така? Не, тоа не се асоцијативни мапи, тоа е еден ребусен систем кој што го работиме, тоа е мемориска техника. Значи секогаш кога во своите лекции, значи ќе најдат на некакви дефиниции или некакви набројувања, историски години, податоци, не знам, имиња на краљеви или така натаму. Историја, например, така, да, историја, еве, баш и Мила сега за кусок ќе ви објасни како успеала да ги научи сите 197 држави во светот, значи со некоја незина техника да, за учење мемориска. Така што ова е ребусен систем кој што го работиме. Средношколецот си ги извадил своите дефиниции од својата лекција и во вид на картички треба да се нели повторно се бавиме со клучните елементи во самиот текст, односно во самата дефиниција, и тие треба да се врзат на некој начин, односно да се направи некаква асоциација. Тоа значи дека нештото што не го знам и е непознато, за мене треба да го врзам со нешто што веќе го знам. Тоа е значи делотворна асоциација. И тоа што за еден е нели некаква представа, некаква замисла или лесно запомнење, не значи дека и за другиот. Затоа велам, сите имаат и за една иста дефиниција сосема различна перспектива. Така. Одлична, ова е навистина одлична програма, бидејќи се развива и визуализацијата, и меморијата, и креативноста кај индивидуите, односно кај предшколската возраст, школска и средношколци. Мила, ќе ни ја кажеш ли тајната на твојата техника да ги запомниш сите, како рековте, сите држави, да, 197 држави, нивните знамиња. Ете така. Еве има лист хартија, да, може да го покажеш повторно према камерата. Ова се асоциации за интересни знамења, кои што се интересни асоциации. Првото знаме е знамето на Малави. Тоа го памтам бидејќи зраците на сонцето личат на игли, а зборот Малави исто така звучи како ау, како да боли нешто. И иглите кога ќе се боцне некој со игла боли. Тоа е твојата перцепција, така за тоа како на што тебе те асоцира. Исто така формата на државата личи некако на игла, па затоа ме потсетува. Втората држава е Коморос и на крајот има знакче како печка за пица и мене тоа ме асоцира обратното од тоа е ладно и Коморос ладно. И последното е Ботсуана, има само права линија. Да. Ботсуана звучи како робот, права линија како робот да го нацрта. Тоа е твојата перцепција, така? Мене, например, ми личи ова на море. Фино дека е знамето. Да. Ама секој како гледа. Сега, значи целта е ова што ве потсеќа на море да го врзете со зборот Ботсвана. Значи името со знамето, да, значи да го поврзете за да биде нели ефикасно и да остане долготрено во вашата меморија. Мила, колку ти се интересни часовите во училиштето и дали чувствуваш подобрување во твоето учење? Дали учиш, например, со овие техники кога ги применуваш, дали веќе времето на учење ти се скратува? Часовите се многу интересни, бидејќи цело време правиме нешто различно. Не се заглавуваме на исто нешто подолго време. И затоа учиме помалку, но помалку многу полесно го памтиме. Ги користам овие техники, најмногу мапите и картичките со дефиниции, бидејќи тие најмногу помагаат и најпотребни ми се на мене во 6 и во 7. Сега си продолжуваш повторно се уште или веќе го имаш завршено курсот и толку? Го завршив курсот. Така, и тоа е тоа? Така се завршува? Се завршува, да. И сите оние кои што го завршиле 6 техниките си ги имаме за цел живот, си ги носиме, така тоа техниките се нешто што не се забораваат. Значи независно дали утре сакате да се запишете на медицина или некој инженер ќе бидете, значи се едно, може да се користат во било која област, во било која сфера. Колку повеќе ги користиме, туку сме подобри во тоа, туку сме побрзи во самиот процес на креирање на асоцијативните мапи и не само тоа, туку сме побрзи во самиот процес на читање. Затоа што малце да се задржам на читањето. Значи сите доаѓаат дечиња со некоја своја брзина на читање во нашето училиште. Меѓутоа со тек на време по завршување на курсот и сите оние вежби кои што ги работиме, сите ја зголемуваат својата брзина на читање 2 до 3 пати, некој 4 пати, нели во зависност од она што сакал да го постигне, од неговата мотивираност, желба, она што си го замислил
поставил како цел, нели, која што сака да ја достигне. Така што читањето, иако е во доменот на левата хемисфера, повторно, значи, читаме со левата, таа разбира букви, бројки, граматички предиспозиции и така натаму, сепак десната, онаа кој што го бојкотира процесот на читање, и ние во сите наши активности, вклучувајќи го и читањето, активно ја вклучуваме десната хемисфера и за таа цел користиме едно стапче кое што го движиме низ текстот додека читаме. На тој начин подобро ги водиме очите, се вклучува десната хемисфера, имаме едни движења, едни символи кои што ги правиме со стапчето, што се многу, децата би рекле денеска satisfying се наставнички многу кога ги правиме овие движења со стапчето. Така што активно се вклучува десната хемисфера и одеднаш ние сме присутни сега и тука, конкретно знаеме што е она што го читаме и многу добро го помниме. Немаме потреба да се враќаме назад, не сме дефокусирани, не сме деконцентрирани, не ни бегаат мислите, не ни лутаат, нели? Затоа што сме и дале задача на десната хемисфера и секогаш кога работиме на еден ист проблем, на една иста задача и со левата и со десната хемисфера, имаме висока концентрација и долготрена ретенција. Затоа нашето време веќе измина. Значи кога се договаравме, ви кажав 20 минути, па ми рековте многу е тоа, меѓутоа ви реков многу брзо ќе измине. Навистина интересни техники, можне корисни, да кажеме дека во текст се демо часовите кај вас и пријавувањето на нови ученици. Може да ве најдат во просториите во Дебар Мало, сте сместени, така? Да. Ние сме во Дебар Мало, нашиот број е 070 379 667, позади Градежен факултет, во уличката на Сладкарница Зафир. И сите оние кои сакаат и сите кои што сакаат да се запознаат со техниките, да видат одблиску како и на кој начин се изведуваат, работиме заеднички со децата на муриска техника, се тестираме малце, нели, тоа зборам за поголемите, со помалите работиме повеќе графомоторика, основи на читање, така што многу е забавно, имаме и математички операции, логика развиваме. Многу е забавно, повелете и дојдете. Ви благодарам многу за гостувањето.